Која е историјата на споменикот Скопје 63? Па, веднаш после изменето што јас направив една скулптура на тема Скопје 63, но негде пред 12 години, на повод една постојана наша средба, контактирање со тогашниот градоначалник господин Ристо Пенов, спомна томе дали можам нешто да направам, нешто као скулптура некоја по повод одбележувањето 40 годишнина на земјотресот. Јас реков, Ристо, дојди во ателје, ќе видиш. Тој дојде, ја погледа скулптурата, рече, добра е ова, колку би била, колку би ти зголемила, му викам, направил 4-5 метра, колку што треба да се одбележи тој настан. Ама рекол, треба доста средства за бронза, инаку јас авторски хонорар нема да барам. И тогаш Господ го даде некако, сосема случајно, господинот Горан Томич, собственик беше на железарата, Скопје, после он ја продаде железарата, мислам, на Митал, тој голем богаташ од Индија, со кој производи челик и продава челик. Така да Горан Томич ја финансираше бронзата. Јас го работев споменикот така со почит кон сите погинати и така натаму, и кон градот Скопје, а градот Скопје го направи овој постаментот и оној прилаз со расвета и така натаму. И така се споменикот направи и се откри по повод одбележувањето на 40 годишниот на земјотресот. Како го цените овој однос и вакво однесување кон уметникот, кон уметноста општо и кон просторот на кој што се наоѓа делото? Сега тешко е да дадам оценка. Гледам тамо сега се сечат дрва се, значи тамо се чисти теренот, сигурно ќе се гради нешто. Што ќе се гради јас не знам, али знам едно, јас имам живеено доста во светот, меѓу кои и 5 години во Париз имам живеено, така да знам што значи споменик, знам што значи парк, знам што значи зелена површина. Мене ме чудо не видува фактот и суштината, дека ние во Македонија имаме ден на дрвото, од една страна, а од друга страна ние сечеме дрва стари по 200 години во центарот на градот за изградба на некои си катни гаражи. Мислам, мене ми е тоа не може да допре до мојата свест, меѓутоа ја не сум за ништо виновен. Тоа не е моја идеја и јас немам што да го ценам или не ценам. Тога е во прашање државата. Дали некој ве консултираше во врска со дислоцирањето на споменикот? Се јави една почитувана госпоѓа, Кустос, јас по телефон да ми соопшти дека они одлучиле дека ќе го дислоцираат негде во близината на Ману и на Младинскиот културен центар, на што ја веднаш реагирав и не се сложив со тоа. После слушам и дала изјава директорката на музеот дека јас сум се сложил, што не е точно, и дека она со мене разговарала, што не е точно. Јас нити сум разговарал некогаш со директорката на музеот на град Скопје, нити знам, нити ја познавам. Јас никогаш во живот ја немам видел на неа, ја не ја познавам фактички. И јас реагирав во градско собрание, тамо е за култура една моја почитувана колешка, која е началник, наводно сам Тања Балач, која одговара за култура, јас јавив нези и она ми рече, колега, ја не одлучувам, тоа е одлучено на ниво на градот или на ниво, не знам како ми рече, што ми рече, повисоки инстанци одлучува за тоа. Реков, добро, значи Тања, ти не можеш да помогнеш ништо рече, ја не можам да сторам и толку беше. И после еден сат ми се јавува на телефон, рече, градоначалникот има расположение и задоволство да се сретне со вас да разговара за споменикот. Градоначалникот Коце Траноцки. И тоа ми остава еден вака прекрасен впечаток. Прво таа желба да се сретнеме и да разговараме за тој проблем. И јас веднаш појдов во градско собрание и градоначалникот Коце Траноцки ме прими, можда љубезно, и ми кажа дека и него го информира дека јас сум се сложил со дислокација, што не е точно, рекол градоначалниче. Ја не сум се сложил. Мене, слушам во вестници, директорката говорит како што има они мене да ме консултираат за локација, кога они ќе одлучат самите, само јас сум дал согласност. Не е точно. Јас не сум дал никаква согласност, господине градоначалниче. Он веднаш не се побара
И она рече, да, он со мене нема разговарано, па како дава изјави во вестници, со неја сум разговарал. Ја разговарал со една госпоѓа Кустос, која ме праша, ако не се слагам со таа локација, што дали ја размислувам на друго место негде. Јас реков, ја имам размислување, меѓутоа најдобро место е тамо кај што е. Там не е тоа случајно изабрано место, нели, избрано место. Меѓутоа јас веднаш појдов тамо да видам и најдов едно и само уште згодно место од другата страна на улицата, веднаш пред зградата на музеот. И тогаш градоначалникот беше добро на некоја друга алтернатива, па друга алтернатива, рекол градоначалник, ама рече привремена тоа би било, не би било стално. Они би го за една година вратиле назад, он ќе има тамо градежни работи. И па реков привремено, кај овде, како се вика, Народна универзитетска библиотека Климент Охридски, да биде свртена скулптурата наспроти судска палата. И така остана договорот, и тоа би било привремено, наводно после една година и пол, би го вратиле повторно назад. Значи сега споменикот ќе се наоѓа спроти НУП Климент Охридски. Не, сега нема се наоѓа. Денеска ми јавија дека ќе го дислоцираат во некој простор каде ќе биде засолнат, додека не се направи наводно постамент кај како се вика, кај библиотеката Свети Климент Охридски, и после година и пол ќе се префрли на онаа локација на која јас на градоначалникот му е посочив веднаш пред влезот, кога се влегува во музеот, на левата страна, тамо има некој спомен камења. Дали споменикот ќе биде тука на одбележувањето на 50 годишнината од земјотресот, кој што ќе биде ова лето? Не можам ништо да ви кажам, не знам, он не може да биде тамо, не, тамо ќе се врати веројатно после една година. Онако за одбележувањето се постави, тоа веројатно ќе се постави пред библиотеката, овде кај судска палата, ќе се постави на булеварот Крстен Мисирков.